Мислам дека е многу важно на почеток да кажеме дека ние како мала држава, всушност последниве години имаме и доста голем напредок. И тоа морам да го потенцирам од аспект на тоа дека Македонија беше доста амбициозна во смисла на оние заложби за декарбонизација, за намалување на емисии. Тоа самото си доведе интерес од меѓународните финансиери, од капиталот. Капиталот веќе почна да се движи од Парискиот договор наваму, од 2015 година почна да бара чисти технологии за инвестиции, па така кога и Македонија сигнализираше во оние така наречени национални придонеси кои ги репортираме кон Обединетите нации, нашиот план за енергетика и клима, таму излеговме всушност најамбициозни од регионот. Кога велам регионот, мислам на Западен Балкан и 6 земји. Така што Македонија успее да добие таков моментум и поддршка и сметам дека е тоа важно да се спомне на сам почеток пред да зборуваме за кризата, бидејќи Македонија веќе има една така наречена инвестициска листа. Настапува плански со тоа како ќе оди всушност таа транзиција и тоа се работеше последниве веќе 5-6 години заедно со неколку големи меѓународни финансиски институции, како Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициска банка, Светска банка која повеќе го покрива елементот на да кажеме она човечка димензија и пристапот до енергетика. Така што Македонија мораме да нагласиме дека веќе беше дел од една сериозна транзиција кон обновливи извори на енергија. Па така, ако ние во 2020 имаме некои 30 мегавати инсталиран капацитет соларна енергија, веќе 2025 имаме околу 1200. Значи, тоа е огромен раст, тоа е над 3000% раст, така што тоа е и го имаше вкупно инсталирано повеќе од сите заедно 6 во 2024. Така што од тој аспект имаме, доста сме напред во смисла на тоа дека ја видовме потребата од обновливи извори на енергија. Меѓутоа, да бидеме реални, тоа го правиме и бидејќи од друга страна ние немаме резерви на јаглен како нашите соседи. Ако Косово е 5-та земја во светот по тоа какви резерви има, ние веќе сме од прилика на 15 на години со нашите резерви и секако тоа става дополнителен притисок на нас да ја забрзаме таа транзиција. Токму затоа мислам дека ова што се случува сега геополитички се случува во мала земја која веќе колку и да изгледа бавно со сите предизвици земено во предвид, сепак е земја која веќе не почнува сега, паника, па ајде сега одиме во обновливи извори, туку веќе имаме некакво искуство и знаење во таа област и инсталиран капацитет. Така што мислам дека доколку, па би рекла, веќе се осеќаше 2025 некакво спласнување на моментумот од смисла на инвестициски интерес, мислам дека кризава сега само го повторно го стави тоа на агенда. И не знам колку знае ете и јавноста, меѓутоа МАНУ излезе со една многу убава анализа пред 2 години дека Македонија има околу 11 гигавати потенцијал за обновливи извори на енергија и тоа зборуваме не на плодно земјиште, многу важен аспект, не на земјиште кое е во заштитени подрачја, што значи земјава има капацитет. Меѓутоа, она што секако можеме сега многу подобро да го правиме е тие територии, тие, да кажеме, експлоатирани земјишта кои што порано били ископи за јаглен, да стратешки ги позиционираме како добри инвестициски дестинации. Така што би рекла, во глобала не мислам дека каскаме, регионално земено, јас работам доста во цел регион, работиме еве например во моментот со регионалниот совет RCC на инвестициски пайплайн на регионално ниво, како регионот да се позиционира, така што веќе се оди многу повеќе кон тоа како да го позиционираме како дестинација за одржливи инвестиции, не за инвестиции каде инвеститорот доаѓа и до некаде, ајде да кажам, експлоатира, туку многу повеќе се размислува за елементот кој ќе е бенефитот дома. И тука, особено во енергетиката, морам да кажам дека Македонија до некаде во обновливи извори е земена како пример. И за да го завршам овој дел, најважно е сега интерконекторите со Албанија, Елбасан, Милетково се работи, трафостаницава, значи се работи на зајакнување на онаа најслаба алка, а тоа е капацитетот на нашата мрежа. Меѓутоа и тоа е глобален предизвик на Европа,
така што се работи на мастер план, МЕПСО работи на грид, така наречен грид мастер план, каде што јасно ќе биде каде постратешки треба да се зајакнува мрежата, така што би рекла во една така стратешка смисла имаме план, но да, каскаме со клучниот момент на транзиција од јаглен, балансирање, оној базичен капацитет кој треба да го замени и мислам дека повеќе е во насока на како ги секвенцираме тие инвестиции за да бидеме енергетски сигурни.